Пандемијата со коронавирусот сериозно го загрози здравието и на македонските граѓани и на граѓаните на европскиот континент. Но исто така и го наруши функционирањето на европските институции. Во оваа емисија на Агенда 35 разговаравме со портпаролот на пратеничката група на Европската народна партија Томас Бикл, кој што одблиску ни доолува како функционира Брисел деновиве. А имаме разговори со председателот на партијата на европските либерали Ханс ван Бален, кој што има силна порака за нашата земја, дека коронавирусот нема да ги спречи македонските интеграции. Останете со нас. Празни институции, посебен режим на движење, состаноци на европските лидери што се претвораат во видеоконференции. Пандемијата со корона го поремети функционирањето на европската политика. Државите од ден на ден и една по друга прогласуваат посебни мерки. Граѓаните смеат да ги напуштаат своите домови само за основните потреби, да одат во маркети, аптеки или на доктор. Портпаролот на пратеничката група на Европската народна партија Томас Бикл во разговор за Агенда 35 објаснува одблиску како живее Брисел деновиве и како се одвива европското политичко секојдневие. A lockdown almost everywhere. This certainly is the case in Brussels, where all the main institutions are still working, but people are in fact working from home, so there is hardly anyone going to the office, and this is also because there is a severe restriction on the freedom of movement, so people can only go out when they need to go for shopping purposes or if they want to see a medical doctor, and all the rest is more or less not possible, and the country is in a bit of a standstill. So the European Commission, the Parliament, they're empty, and no physical meetings are actually turned into video conference. Yeah, so there's especially no physical meetings. Everything is now either cancelled or per video conference. For example, this meeting of the heads of states last night, when they were discussing and coordinating the anti-corona measures. This was a video call, and so was yesterday's meeting of the Turkish President Erdogan with Merkel, Macron and Boris Johnson. So everything is now on video conference, basically. Бикал објаснува дека она што сега е најголема грижа е економската ситуација и проблемите околу невработеноста и воопшто рецесијата, што неминовно ќе се јават откако пандемијата ќе стивне. Европските економски институции, но и националните влади на државите веќе преземаат мерки за да се спречи ова. So there are quite some drastic measures on the economic side of things. The European Central Bank, they have said that they would take additional measures. That was already last week, and at the beginning of this week, almost all national governments said that they would have extra loans for companies, for small companies, for large companies, so that they can, in the best possible way, try to prevent unemployment rising all over Europe. But there certainly will be a recession. I think that's already understood that any country will suffer from this. And there's even production being put on hold in the car industry, for example, throughout Europe. Because there's basically a break of the delivery chains, because there's hardly any flights anymore, and this is a drastic situation. Politics is doing the best they can, but we shall certainly be up for major problems still to come, also economically. Во ваква една ситуација, во моментов е заглавена и одлуката за преговори за Македонија. Одржувањето на состаноците се уште не е известно, ниту нивниот формат. Па од тука тешко може да се прогнозира за временски рамки. Она што е добро е што впечатокот е од и сега. Единственото нешто што е испречено на европскиот пат на Македонија е токму вирусот. Бикал вели дека со новата методологија и со умекнувањето на Париз има консензус меѓу државите членки и прашањето за тоа дали воопшто треба да се даде зелено светло не е тема. I think on a technical level and also politically there's been some progress, and I think that all member states are now up for giving the green light to North Macedonia and also to Albania. There is the problem, however, that we will probably not have any summit meetings on the ground. For example, this meeting in Zagreb, which was foreseen in May, and then also the EU summit in June, who was supposed to be officially declare the EU accession negotiations open. I think this is probably going to be in a different format. Again, there will be video conferencing and
There may be a slight delay, perhaps because the EU institutions are working, but they're not fully working, and I presume the same holds for the foreign ministry and for any government in Skopje and all over the region. So, but I think on substance, the decision is about to be taken, and I think the exact date is not yet clear, but I think it will happen and it must happen, because this is also a question of credibility and reliability. Бикал подсетува дека одлуката што ја чекаме е важна и за самата Европска унија, оти ќе значи потврда за незиниот кредибилитет. I think this decision should be taken officially before the summer break, because you need to have reliability there and credibility for both sides, and progress is difficult on the ground, but it must be rewarded. So there is a mutual sign of respect, and this is something that we cannot put on hold for forever. Пандемијата со корона не смее да ја блокира македонската европска интеграција. Ова е пораката на пратеникот Ханс ван Бален, кој истовремено е и лидер на европските либерали. Во разговорот што го направивме, тој порачува дека е битно што земите членки веќе немаат разлики околу тоа дали е потребно или не зелено светло и дека холандскиот парламент јасно застана зад одлуката за нашата земја. Тој вели дека целокупното функционирање на европските институции е сведено на видеоконференции и телефонски разговори, но дека тоа не може да влијае врз процесот на проширување, оти како и да е, пандемијата мора да стивне, а одлуките да бидат донесени. Пандемијата ќе заврши и сите случувања ќе мора да се вратат во нормалноста. Владата во Холандија донесе одлука да се отворат пристапните преговори со Северна Македонија и сметам дека оваа одлука е исклучително важна. Вели Ван Бален и открива дека има разлики во вордингот за нашата земја и за Албанија, што оди во иста линија со информациите за тоа дека решението за оние држави кои инсистираат двете земји да одат во група е токму во ваквото нијансирање и дополнителните услови за Тирана. Форматот во кој што би биле одржани состаноците е веќе утврден. Тоа ќе биде видео врска наместо собир во зградата на Европскиот совет во Брисел. На виртуелниот самит следната недела агендата ќе биде истеснета за да се фокусира на напорите за одговор на пандемијата. Заклучоците што ќе произлезат од овој самит ќе бидат дополнување на веќе донесените мерки од страна на ЕУ, кои што опфаќаат затворање на границите на Унијата за сите патници однадвор во период од 30 дена. На самитот овој месец, лидерите на ЕУ требаше да дискутираат повеќе теми, вклучувајќи и економијата, дигиталните прашања како што се 5G и вештачката интелигенција. А она што е исклучително важно за нас, се очекуваше да се отвори прашањето за проширувањето, односно донесување одлука за почеток на преговори за членство на Македонија и Албанија. Сето ова сега се чини дека е неизвестно. Но доколку прашањето за проширувањето сепак се најде на агендата и покрај вонредната ситуација со коронавирусот, големи се шансите лидерите да донесат позитивна одлука за отворање на преговорите за членство со Македонија. Заклучоците од еден работен документ што кружи во кулуарите во Брисел велат дека комисијата треба да подготви преговарачка рамка најдоцна до јуни, а преговорите би почнале официјално со првата меѓувладина конференција што би требало да се свика по усвојувањето на рамката за преговори од страна на Советот. Ова е всушност најоптимистички исход што може да се претпостави од сега за следната недела, а оптимизмот се темели на усвојувањето на новата методологија што ја одобри Франција, која што беше и главен поборник за промена на начинот на преговарање, но и објавувањето на позитивниот мини извештај од страна на Европската комисија, во кој се потенцираше напредок во речиси сите области, со што се одзеде можноста за каков било приговор од страна на најскептичните земји за ова прашање. Господине Маричич, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Зборуваме за извештајот. Ако се погледне текстот, јасно е дека и повеќе од позитивен и дека се забележува напредок во дадените клучни реформски полиња. Сега клучното прашање што се наметнува е ќе биде ли тоа доволно за големата одлука што ја чекаме? Прво, овој извештај е нестандарден и нетипичен по тоа што доаѓа порано од вообичаениот термин и се фокусира само на оние точки кои што Европскиот совет во јуни 2018 ги одреди како приоритетни за добивање на одлуката за почеток на преговори. Затоа мислам дека е појасен и понедвосмислен во однос на вообичаените извештаи. Тој утврдува напредок, добар напредок во сите полиња, во сите области и укажува на тоа дека Република Северна Македонија покрај законодавната активност, значи покрај донесењето на закони,
има и силна институционална активност, односно институциите си ја завршиле работата за имплементација на законите во сите области, и во борба против корупција, криминал и владење на право, и во реформи на јавна администрација, и во правосудство, и во реформи на тајните служби. Така што овој извештај е еден од предусловите за донесување на одлуката. Една беше развивање на методологија, методологијата ја имаме, нова методологија за преговори. Вториот беше позитивен извештај за напредокот на државите во овој меѓупериод за Северна Македонија и за Албанија. Меѓутоа сега исто двата предуслови исполнети, нама се уште немаме сигурност дека можеме да очекуваме. Овој извештај беше неопходен услов. Дали ќе биде доволен, ќе видиме. Она што е важно е што сите услови и предуслови врзани со активности на нашите, на страна на државите кандидатки на Северна Македонија и Албанија се завршени. Исто така е важно што методологијата е завршена, че Европската комисија и државите кандидатки си ја завршија својата работа. Сега останува државите членки да обстојат на својот збор, да го одржат кредибилитетот на Европската унија и да покажат сериозност во однос на Западниот Балкан. Бидејќи практично мартовскиот Европски совет ќе треба да даде одговор на прашањето дали Западниот Балкан е важен за Европската унија, дали Европската унија треба да биде важна за Западниот Балкан и дали се вреднуваат заслугите кога државите прават храбри, крупни и сериозни реформи. За жал, сега се во очи на целата епидемија со корона ќе се случува и Советот, седницата на Советот. Колку ве плашат овие нешта кои што реално не зависат од нашата држава, ниту пак и од политичката воља на нивните членки, колку може ова да ги измести нештата реално? Видете, тоа владата го комуницира веќе полого време на тој начин. Нашата патека е зацртана и со одлуките и со реформите. Ние немаме дилеми на кој пат треба да одиме, дека одиме кон Европската унија и кон членството во НАТО. Затоа и си ги вршиме задачите дури и во предизборен период. Сега е прашање на Европската унија да покаже сериозност. Секако дека е возможно да бидат изместени работите со некои од овие актуелни кризи, но мислам дека од друга страна Европската унија е комплексна и комплицирана структура и секогаш има тешки теми на маса. Тоа ќе било и предходно беше Брекзит, сега е буџетот и коронавирусот, утре ќе биде нешто друго. Ние не можеме заради тешките теми во ЕУ постојано да ги одлагаме одлуките. Мислам дека е созреан моментот за носење на одлука за почеток на преговори со Северна Македонија, доколку има расположение со Албанија, ќе биде добро тоа да биде и со Албанија, и веќе треба да се одврзе овој јазол доколку сакаме да градиме сериозни односи. Инаку и самитот во Загреб ќе биде неуспешен доколку не биде успешен Европскиот совет во март, и понатаму германското председателство, словенечкото председателство ќе имаат потешка задача и потешка, пообременета улога во менаџирањето на односите меѓу Европската унија и Западниот Балкан. Споменавте дека овие реформи се прават за нашите граѓани, за општеството и дека се важни за нас без разлика на конкретниот датум околу одлуката. Што се случува со скрининг процесот дома? Некако сите се насочивме кон датум, кон математики, кога ќе биде клучниот месец, и забораваме дека ние практички дома веќе имаме почнат процес кој што треба да се одвива. Ние имаме почнат и завршен процес во 33 поглавја, беше изведен техничкиот скрининг, односно објаснувачкиот скрининг во Брисел. Ги имаме отприлика некој нацрт верзии на оние анализи, ГАП анализи на разлики меѓу онаа состојба што е сега и онаа што треба да биде по завршувањето на процесот на пристапување. Тие анализи се добри како основа за креирање на нашата преговарачка рамка кон ЕУ, меѓутоа сето тоа ќе биде ставено во погон откако ќе биде донесена одлуката. Затоа тоа е уште една причина плюс зашто одлуката треба да се донесе час поскоро, затоа што инаку секое ново одлагање е намалување на мотивацијата и на администрацијата, и на институциите, и на политичкото водство, и затоа секое одлагање практично не доведува во една ситуација на демобилизација на администрацијата, која што повторно после тоа ќе треба да ја собираме и да ја мобилизираме, а скринингот беше идеална прилика и одлична можност и токму таков ефект имаше да ги мобилизира сите институции во сите области, за да си ја завршат работата и да се подготват за преговорите. Затоа е многу важно во март или во најскор можен рок да се донесе одлуката, ако не е
март, тогаш до мај секако, ние не можеме да влијаеме на тоа, меѓутоа можеме да влијаеме на ситуацијата дома. Благодарам многу за интервјуто, ќе ја почекаме одуката, па ќе се видиме повторно. Благодарам за поканата. 35,6 милиарди евра со назнака лични трансфери испратиле во 2018 година жители на Европската Унија во држави кои не се дел од Унијата, што е 3 милиарди евра повеќе споредено со 2017 година, покажуваат податоците на статистичката агенција на ЕУ. Најголем дел од личните трансфери се состојат од пари испратени од иселеници во нивните држави на потек. Помеѓу државите членки на ЕУ за кои се објавени податоци, одливите на лични трансфери во 2018 година се највисоки од Франција и тоа 11,4 милиарди евра, Шпанија 7,7 милиарди евра, Велика Британија 7 милиарди евра, Италија 6,5 милиарди евра и Германија 5,2 милиарди евра. Од друга страна, приливите од лични трансфери во 2018 година во државите од Југоисточна Европа покажуваат дека во Србија те изнесуваат скоро 3 милиарди евра, Босна и Херцеговина 1,4 милиарди евра и Албанија 926 милиони евра. Во 2018 година во нашата држава овој вид на приливи изнесувале 200 милиони евра. Мнозинството од интернет корисници во Европската Унија користеле интернет за активности поврзани со култура, како читање весници, слушање музика, гледање видеа или играње игри, покажуваат податоците на Евростат. Во 2018 година во ЕУ 72% од граѓаните на возраст од 16 до 74 години во последните 3 месеци користеле интернет за да гледаат видеа онлайн и 72% читале весници онлайн. Уделот е нешто понизок за слушање музика онлайн 56% и играње игри онлайн 33%. 91% од оние кои користеле интернет во последните 3 месеци во Чешка и Хрватска читале весници онлайн, а видеа онлайн гледале дури 90% од интернет корисниците во Холандија и Финска. Што се однесува до слушањето музика преку веб радио или услугите за стриминг музика, повеќе од 70% од корисниците на интернет во Финска, Шведска и Грција ги користеле овие услуги. Кога се работи за користење на интернет за играње и преземање игри, релативно големо е учеството на интернет корисници во Холандија и тоа 47%, а во Данска и Белгија по 43%. Државите членки на Европската Унија увезле 533 големи авиони со тежина од 15 тони и повеќе во вредност од скоро 22 милиарди евра од држави кои не се членки на Унијата, покажуваат податоците на статистичката агенција на ЕУ, а кои се однесуваат за 2018 година. Ова представува зголемување за 68% во бројот на увезени големи авиони од држави надвор од ЕУ, споредено со 2013 година. Од државите членки на ЕУ, најголем увозник со 284 големи авиони е Ирска, потоа следува Полска со 37 и Велика Британија со 34 големи авиони. Скоро 2/3, односно 62% од вкупно увезените авиони во Европската Унија доаѓаат од Соединетите Американски држави, потоа од Бразил 7% и Канада 4%. Од друга страна, во 2018 година, надвор од Европската Унија биле извезени 963 големи авиони вредни 47,7 милиарди евра, што представува раст од 27% споредено со 2013 година. Од државите членки на ЕУ, најголем извозник на големи авиони е Франција со 339 авиони, потоа Германија со 254 и Ирска со 162 авиони. Главни дестинации на извозот на големи авиони од ЕУ биле САД и Кина со скоро 40% од извозот. Со комбинација на мобилна технологија, автономни роботи и партнерство со продавници и ресторани, во Талин, Естонија, локалната испорака е побрза, попаметна и поекономична. Пратки, разни секојдневни намирници, храна, директно се доставуваат од продавниците, во време кое купувачот ќе го побара во порачката која ја прави преку апликација на мобилен телефон. Откако ќе се направи порачката, целото движење на роботот и неговата локација може да се следат на паметен уред. Роботот е на електричен погон, не ја загадува околината и тежи 45 кг. Се движи со брзина на пешаците, односно брзина до 6 км на час, а радиус на испорака му е до 6 км. Може да носи товар до 10 кг. Доколку автономното функционирање на роботот откаже, постои опција за негова далечинска контрола. Опремено е со сензори, камери, систем за глобално позиционирање, што го прави безбеден при неговото движење и одбегнување на пречки, објекти и луѓе.
Заради безбедност, просторот во кој е сместена пратката е механички заклучен за време на движењето на роботот и може да биде отворен само од купувачот преку неговата мобилна апликација. Локацијата на роботот се следи, па така во секој момент се знае која е неговата точна локација со информација за времето на испорак. Испораката со помош на роботи во Естонија е поевтина отколку традиционалните алтернативи. Ако Португалија пред неколку години беше во должничка криза со рекордно низок раст и висока невработеност, денеска веќе не е така. Од тамо ни доаѓаат нови иновативни решенија како следното. Чекањето 2 дена резултати од анализа на крв за својот син беа мотивација за еден доктор на науки по физика од Португалија да размислува како своето знаење да го искористи за некое ново решение на полето на медицинска дијагностика, со кое би се намалило времето на чекање на резултати од анализа на крв. Така, после неколку години истражување и развој, создаден е мал дијагностички уред за анализа на крв, за кој е потребна само една капка крв, а резултатите од анализата се готови за 5 минути, па и помалку. Процедурата се состои од низа едноставни чекори, и тоа: прво се зема една капка крв од пациентот, која се нанесува на специјално изработен диск, кој се става во дијагностичкиот уред. И за кратко време, од неколку минути, готовите резултати може да се видат на екранот од уредот или да се испечат. Уредот прави најразлични анализи на крв, кои во нормални околности вклучуваат болка, време и многу ресурси. Уредот може да биде користен во различни клинички ситуации. Компанијата која го произведува уредот започнала со тим од 6 луѓе и сега вработува 127. Од основањето до денес инвестирани се 36 милиони евра, а поддршката од ЕУ е од клучно значење.